делата на Света Петка се посвети од сонцето, а од секој пат верувањето во Света Петка, бидејќи таа што можела да се одрече од незините убавини и благодетта што ја имала и да својата благослов го поклони на сиромасите. Оваа светлина од житието на Света Петка му го осветлува патот на 36 годишниот Златко за доуредување на манастирот Света Петка, кој се наоѓа на 4 километри од Пехчево, на локалитетот кој го носи името на оваа светица. Манастирот е изграден во 2001 година, а од тогаш бремето за овој манастир и неговата доизградба си ја презел врз своите плеќи овој човек со семејството. Собираме средства од донори кои сакаат да донираат за овде за изградбата, од јавните предпријатија од Пехчево. Тоа имаме порачано икони за внатре, значи на Свети Пантелеймон, а потоа имаме порачани распетието Христово, го имаме порачано за овде. Пошто требаат средства, сега на плацум еве скарите од надвор од манастирот и потоа внатре во манастирот да се мислам да положиме со мермер. Пехчевци имаат посебен култ кон Света Петка. Овде за неа се раскажуваат разни случки и чуда, а една се крие и во манастирот. Уште кога се градел, ликот на оваа светителка се исцртал на греда од покривот, раскажува Златко. Кога е граден манастирот, значи внатре немаше ниту една икона, кога ја забележавме оваа икона, значи тоа е забележено од многу други луѓе. А според мене, како што ја гледам, тоа е иконата на Света Петка Римјанка, одцртана на дрвото, пошто се забележува и очите, што е потоа раката, што го држи стеблот и крстот. Овој манастир е подигнат во дворот на археолошкиот локалитет од стариот женски манастир Свети Илија. Зидините од старохристијанската базилика сведочат за животот на монахињите. Покрај остатоците од црквата, градена од камен и вар, овде има остатоци од придружни објекти кои биле во функција на манастирското стопанство. Легендата зборува дека се работи за импозантен комплекс со камбанарија чиј звук се слушал дури во соседните Берово и Царево село. Ова е уште еден адут повеќе. Пехчево овде да развива туризам. Се надеваме дека со подобрувањето на пристапноста овој манастир ќе биде уште поатрактивен за туристите и ќе биде уште една туристичка дестинација со која што ќе може да се гордее општина Пехчево. Патот во должина од 1,5 километар треба да биде готов до септември. Ова ќе ја подобри пристапноста до локалитетот, што треба да ги мотивира верниците да му помогнат на Златко во неговата животна мисија, наридот пред Пехчево, да светне посилно од сонцето манастирот Света Петка.